Така да, убави поенти сподели нашиот познат некогашен актуелен тенисер, а сега веќе тренер. Се разбира за тенисот, за тоа нели дека за жал немаме толку голем интерес, а од друга страна спорт кој што навистина со ако многу му се посветите, со континуирана работа и дисциплина можете далеку да стигнете. Мислам дека веќе пред малку ја видовме во нашата рубрика Будење. Ова утро ќе се пробудиме заеднички со Александра Тодоровиќ. Неколку титули можевме да додадеме, но овој пат ќе биде само како новинарка. Александра, добро утро. Дали се слушаме и дали те гледаме? Дали е се во ред, колеги, само да ми пренесат. Инаку во оваа наша рубрика Будење, утрово ќе се обидеме да се поврзаме токму со оваа дама, која што во неколку наврати различни во нашите емисии сме ја гледале од различни аспекти, од различни сегменти, секогаш некако поврзана со книгите. Од неодамна дели од Сдруженијето за првото здружение за вештачка интелигенција формирано кај нас, па некако во пресрет на сајмот на книга кој што не очекува од утре, поточно од 8 мај, ќе трае до 14 мај. Станува збор за најголемиот книжевен настан кој што се случува во нашата земја. Оваа година ќе биде одржан под мотото Храна за душа, истакнувајќи ја моќта на пишаниот збор буквално да инспирира, да образува и да збогатува. Некои останати детали кои што ќе бидат поврзани со сајмот на книга, исто така утрово ќе ги одговориме или ќе ви ги доближиме, ќе ви ги најавиме заедно со Александра Утринава. Александра, добро утро! Добро утро, Светле. Поздрав до тебе и до сите гледачи. Како си Утринава, со оглед на тоа што денешниот ден е посебен за тебе, сосема случајно се погоди да ја реализираме оваа наша рубрика на твојот роден ден. Па некако имам и музичка подлога, ќе ми ја подготват од режија и вака ќе ти посакам убаво утро и среќен роден ден. Фала ти многу. Навистина денот е посебен, секогаш мојот роден ден. Така го доживувам како посебен ден. Така и треба да биде. Да, апсолутно. Затоа што нели си го славиш животот секој ден, меѓутоа овој ден нели треба посебно да го прославиш. Да. Никако, Александра, можеби низ годиниве наназад секогаш ти е некако поврзан или пред сајмот на книга или можеби во рамки на сајмот на книга, така некако се погодува, па претпоставам тоа дополнително некако позитивно ти влијае со оглед на сите настани кои што не очекуваат веќе од утре натаму. Апсолутно, секогаш мојот роден ден е одбележан со сајмот на книга, тоа е неминовно. Тоа е веќе наназад, можеби 20 години, да не претерам, меѓутоа горе-долу толку. И сакам да кажам дека сепак тоа е една работа која што јас навистина ја сакам. Значи, целата организација, било како да сум била вклучена во сајмот на книга, мене ме прави среќна. Како не? Оваа година, еве, повторно сум вклучена, да речеме, од неколку аспекти. Соработката со издавачката куќа Сакам книги продолжува веќе неколку години поред и заедно ги организираме настаните кои што ќе се случуваат нели во рамки на сајмот на книга. Сега не знам дали да продолжам да се изборувам. Па да, или некако така почна, бидејќи ги спомена и Сакам книги, бидејќи го спомена сајмот, може да го најавиме тој голем настан кој што веќе изминативе денови се најавува, а потоа ќе те навратам на твоите утрински ритуали. Може ли? Себастијан Фицек доаѓа во Македонија во рамки на сајмот на книга, па ајде Александра повели да не ги споделиш деталите за сите оние кои што се љубители на овој автор, односно го сакаат неговиот пишан збор. Верувам дека со нетрпение го очекуваат и денот и неговото доаѓање, промовирањето на книгите и се разбира дружење со него. Така, звезда од ваков калибар не верувам дека досега дошла на сајмот на книга. И верувам дека тоа, мислам, ќе биде една апсолутна радост за сите читатели кои што се во голем број. И радоста е голема во подготвување на сите настани поврзани со него. Првиот настан кој што ќе се случува е на 9 мај во петок во Синеплекс, каде што веќе, бидејќи се местата ограничени, за жал веднаш се интересот беше голем. Да, навистина многу голем. Очекуваме 10 пати поголем интерес и на сајмот кога ќе биде на 10 мај. Од 13 часот, така што навистина мислам дека ова е
голем подарок од Сакам книги до нивните читатели, затоа што да донесеш звезда од овој калибар е навистина голема работа. Да, и тоа на 10 мај, како што спомена, во рамки на сајмот ќе бидат промовирани 2 негови книги. Така. Да, можете малку и околу тоа? Така, Девојката со свеќа и Мимики се двата најнови наслови од Фице, кои што тој лично ќе ги промовира. И за своите читатели ќе ги подпишува на 10 мај. Со тоа што тие ќе имаат, значи, можност да застанат до него, да се сликаат, да добијат автограм на своите примероци, што е навистина големо задоволство и чест, затоа што тој сега е една апсолутна мега звезда од оваа фела. И можноста да имаш за да дури да размениш и само еден или два збора е нешто, верувам, што ќе ти остане до крајот на животот. Дури да имаш само потпис на книгата од него е сосема доволно, а не па да имаш можности да поразговараш со еден од твоите омилени автори, да. Значи тоа верувам дека е посебна привилегија и навистина убав настан кој што веќе го најавуваме за оваа сабота, поточно на 10 мај. Александра, сега никако ќе те навратам на суштината на рубрикава, она за која што вчера ти споменав. Ние веќе погледнавме дел од фотографиите со некои твои сегменти од животот. Ти си мајка на 2 дечиња, едно поголем кој едно помало. Претпоставувам дека секојдневијата и утрата се исто така турбулентни, со оглед и на бројните обврски и дома и надвор од домот. Како вообичаено започнуваат утрата во вашето семејство? Кога вообичаено ти како мама стануваш, се будиш? Дали е тоа пред сите останати или сите заедно? Па да, баш така, секогаш е пред сите останати, се будам некаде околу 6 часот. И прво што се будам најрано затоа што сакам во тишина да си го испијам првото кафе. Тој ќе те прашав, дали тие мирни моменти кои што секоја мајка поникогаш ги посакува, дали баш заради тоа стануваш толку порано од сите? Па да, и заради тоа, меѓутоа и заради порано да се фати денот, да може што повеќе работи да се завршат во текот на денот. И од кога ќе станам јас обично кирката, помалото детенце станува веднаш после мене затоа што чувствува дека ме нема, нели? Нема мама, да. Не иде, да. Нешто познато што ми е. Да. И доаѓа тука, па заедно си го пиеме кафето. Така, се поретки минутите сами за себе, а? Да, баш така. И потоа тоа трае некаде околу 15 на минути, и потоа веќе почнуваат подготовките за градинка, се спремаме за во градинка. Поголемиот, мислам, синот веќе е голем и тој сам си станува, сам си се подготвува за на училиште, веќе е средношколец. И откако ќе ги испратам, ќе отидат во градинка на училиште, јас доаѓам во домот повторно затоа што работам од дома и почнуваат работите обврски веќе? Да, почнуваат веднаш. Лаптопот е уклучен уште од 6 часот, значи тоа сигурно проверувам пошта, некаде ако треба нешто да се одговори побрзо. Со тоа што покрај тоа што работам од дома, потоа секогаш имам обврски да излезам. Дали се работи за некое снимање, бидејќи работам како новинар или некој состанок. Меѓутоа, доброто е што не морам да излегувам многу рано. Да. Тоа е предноста. Да. И не секој ја ужива таа привилегија да се работи од дома, иако и тоа си има своји предности и мани. Александра, какво кафе вообичаено преферирашете во 6 часот? Некое силно, јако, турско? Силно, јако, турско, во голема шулја, еве сега ќе ви го покажам. Еве и моето е такво. Си го пијам. Може да си наздравиме вака преку екраните. И со оглед на тоа што надвор е тмурно, врнежливо, мислам дека денеска може би малку поголема доза на кафе ќе ни треба за да се издржи денов, а? Ти минува, ти влијае ваквото време? Па, денеска нема да ми влијае. Денеска се ми е убаво. Да, денеска се ќе биде како што ти ќе си посакаш. Да, и верувам дека ќе огрее сонце до после. Сакам сонце, нормално, јас сум пролетно дете и сонцето многу ми значи.
Меѓутоа, не дека ми влијае во голема мера. Може да ме оневозможи во смисла нели на тоа да не можеш нели да се движиш пешки или нешто така, меѓутоа не е толку страшно. Апсолутно. Се преживуваат деновите и секогаш треба да си ја бараш радоста без разлика каков ден е, нели? Дали дури да врне и во тоа или... има радост. Така е. Да, се од нас зависи. Александра, јас пред малку споменав дека неодамна, тоест пред известен период кога беше и формирањето на Сдруженијето за вештачка интелигенција кај нас, имавме во студиото и вчера кога разговаравме ми спомена дека некои работи кои што се поврзани со вештачката интелигенција ќе бидат и во рамки на сајмот на книга. Со оглед на тоа што стартува од утре, можеме ли малку да прокоментираме или да најавиме нешто интересно што ќе се случува на сајмот, а е поврзано со вештачката интелигенција, бидејќи таа буквално ни е насекаде? Па присутна е, предпоставувам, и кога станува збор за книжевност, за авторство, колку е добро или лошо, предпоставувам ќе споделиш малку повеќе деталите. Така, токму поради тоа, потикнати од се поголемиот замав на вештачката интелигенција и колку се користи во сите сфери, особено во креативните индустрии, затоа што на луѓето кога им треба барем малку инспирација, нели? Тие знаат да се послужат со вештачката интелигенција и потикнати од ова решивме нели да направиме една панел дискусија во рамки на сајмот на книги, значи нашата невладина организација Ви сега, во соработка со Македонската асоциација на издавачи. На 12 мај, со почеток во 18 часот, ќе почне нели таа панел дискусија која што е предвидена во рамки на сајмот на книга со истакнати гости кои што би зборувале на оваа тема. И тоа ќе биде основачот на невладината организација Суат Сефери, кој што нели ќе ги истакне овие аспекти нели од неговата точка на гледање, како еден IT експерт кој што веќе 20 години се занимава со ова. Потоа тука и Бојан Саздов, председателот на Македонската асоциација на издавачи, нели кој што ќе зборува за тоа како треба да се регулира овој вид на примена на вештачката интелигенција за авторите и за издавачите. Дали треба да се постави некоја етичка рамка. Тука е и Марина Тунева, која што ќе зборува за оваа етичка рамка. Сашка Цветковска, новинарка, истражувачка, за тоа колку и како новинарите нели ја користат оваа алатка. И Сеат Джигал, комуниколог, професор, кој што ќе зборува за овој концепт на вештачка интелигенција и неговата примена. Одлично. Така што ги поканувам сите кои што сакаат да слушнат нешто повеќе, а можеби и да се вклучат нели во самата дискусија, да дојдат на 12 мај во понеделник во 18 часот и ќе разговараме на оваа тема. Одлично. Да, навистина вештачката интелигенција е присутна насекаде. Факт е дека може да биде да служи за добро и за не толку добро, се злоупотребува истата, но убав момент е што ќе можете јавно да се дискутира, па и оние кои што ќе бидат присутни на сајмот, па и оние кои што ќе дојдат специјално за овој настан, се разбира да проследат и слушнат убави работи кои што се секако вредни за внимание. Александра, пред да те оставам, може би уште некоја минута да поуживаш дома, иако веќе обврските налагаат, предпоставувам, одење во градинка и така натаму. Дел од фотографиите кои што успеавме да ги погледнеме со тебе се на планина и тоа некако ти го давам аплаузот за тоа што си одлучила да го правиш последниве години, затоа што сите некако при бежиштето последниот период, мислам, особено по короната, си го бараме во природа и тоа така треба да биде. Но еве да им кажеме на луѓето и на оние кои што се двоумат дали да почнат со водно или не, ти успеа да стигнеш и на кораб. Така, после само едно искачено водно колку што успеав да видам. Така, баш така беше, тоа беше голем предизвик. Меѓутоа тоа беше и благодарение на моите пријатели што се околу мене. Еве ќе ги поздравам сега во овој момент сите кои што навистина ме поддржаа на овој пат. Благица, мојата другарка, планинарка, таа ми даде поддршка, бидејќи јас претходно пред нели да се качам на кораб, се консултирав со неја, ќе можам ли, затоа што нели претходно само на водно. Таа малку се помисли и ми рече, види, да одиш и да стигнеш и до мал кораб е многу голема
Да, е многу голем успех, така што оди, ми ја даде поддршката, мене толку ми требаше. И буквално без никаква опрема, значи, нели, со најнормални патики, јас тогаш не ни знаев, нели, дека треба да има специјални и слично. Така отидов, наивно, меѓутоа, тоа е нешто што ме одбележа, затоа што тогаш сватив колку човекот може да биде силен и истраен, за да си ги достигне целите и да си покаже себе си за колку е навистина моќен. И потоа ова мене ми даде потик и јас решив да не ја напуштам ова животна мисија. Така што водно е дел од секоја моја работна недела. Значи јас еднаш или два пати сигурно се искачувам до крст и назад. И тоа ми дава сила потоа за сите работни обврски во текот на целата недела. Така е. Ако ни недостига дополнителна енергија, ова е еден од начините на кои што можеме да си ја добиеме. И ти си навистина пример дека ништо не е невозможно и дека кога ќе освоиме некој врв или ќе се качиме до било која цел која што нели сме си ја предвиделе претходно, потоа имаме уште многу друга енергија поубава се разбира за да можеме да завршиме се останато што ни е во текот на денот, па и во текот на нели живеењето. Александра, јас ти посакувам уште многу освоени врвови, без разлика нели на која вистина се, важно е да се ужива и во добро друштво и да си покажуваме секојдневно на себе си дека навистина можеме многу повеќе од тоа што мислиме дека можеме. Апсолутно, истото ти го посакувам и тебе, Цеца, и се гледаме на саем. Се гледаме на саемот на книга, ти посакувам да имаш убав роденденски ден денеска, а од утре па се до 14 мај ги покануваме нашите гледачи да бидат дел од новото издание на саемот на книга. Покрај овој настан за вештачката интелигенција и уште многу други дружби со автори, многу книги убави и дружби се разбира ќе бидат дел од саемот. Ти благодарам многу и ти посакувам навистина да имаш убав роденденски ден, Александра.